Реформата на јавната администрација останува еден од клучните приоритети на владата, но сега се издигнува како прашање од исклучителна важност во процесот на преговори со Европската Унија, со фактот дека е една од клучните области во кластерот основи. Како што сите знаете, јас го изразив моето очекување Република Северна Македонија да стане полноправна членка на Европската Унија до 2030 година, и ова е остварливо доколку секој покаже државничко однесување во периодот пред нас. Секако дека на тој пат има политички предизвици што треба да се решаваат и кои што ќе ги решаваме. Но тоа не значи и не смее да значи дека реформите може и треба да чекаат. Напротив, реформата во јавната администрација мора да ја спроведеме не само како услов за Европската Унија, туку пред се поради квалитетот на животот на граѓаните дома, тука во нашата држава. На сите ни е јасно дека има уште многу да се сработи на овој план. Ефикасна јавна администрација е очекување на граѓаните, и тоа го посочивме во програмата за работа на владата 2022-2024 година. Изборувањето, плановите, предлозите конечно мора да се операционализираат на ниво на функционални решенија, односно напорите за подобрување од оваа област да почнат да даваат видливи резултати. Се додека тоа не се случи, ние можеме да велиме дека многу е работено и сработено, но ако незадоволството се уште постои и кај граѓаните и кај деловната заедница, тоа ќе биде и притисок врз нас како влада, дека може и треба да се сработи повеќе. Исто така предизвикот за усогласувањето со стандардите и начелата за администрација и за добро владење од успешните европски пракси останува да постои. Ги погледнав наодите на извештајот за евалуација на стратегијата 2018-2022 година и факт е дека се работело, но факт е и дека изостануваат резултати кои што би ја подобриле перцепцијата кај јавноста, дека има значителни подобрувања што им ја олесниле достапноста до институциите или ефикасноста во добивањето на услугите. И тоа се однесува за институциите како на централно ниво, така и на локално ниво. Менталитетот е нешто што не се менува сигурно преку ноќ. Но тоа што зависи од сите нас, од владата, од локалната самоуправа и од другите по устав независни власти, законодавната и правосудната власт, тоа мора да го направиме. Очекувам да се премине кон остварување на визијата за деполитизирана, ефикасна и отчетна јавна администрација, која што обезбедува квалитетни и лесно достапни услуги за граѓаните и за бизнис заедницата веднаш. Тоа стои во нацрт текстот на стратегијата за реформа на јавната администрација 2023 до 2030, но потребна е акција уште сега во делот на нејзиното и подготвување и спроведување. Реформирана јавна администрација согласно начела и вредности суштествени за европскиот административен простор, која што придонесува кон одржлив економски раст, владење на правото, социјална кохезија и благосостојба е очекување од Република Северна Македонија во периодот до кога се очекува државата да стане полноправна членка, па и понатаму. Ова е неопходност бидејќи директно го засега квалитетот на живот на граѓаните, како и работата на приватниот сектор дома и повеќе нема простор за зборот ќе. На оваа седница барам при утврдувањето на приоритетите во стратегијата за јавната администрација 2023 до 2030 година да се поставиме веднаш проактивно и конкрирање на мерки и активности од акцискиот план за нејзина реализација со прецизно очекување до кој рок, што може и што треба да се реализира, но и со проекции за финансиските импликации. Само така ќе покажеме дека сме цврсто решени и сериозни во намерите за успех во реформите. Приоритетни цели мора да бидат деполитизирана и професионална јавна администрација и следствено на тоа воспоставување на кохерентен систем на плати и реорганизирани и оптимизирани институции со зајакнат интегритет. Ова подразбира финализирање на предлозите на законските решенија што представуваат правна основа за да се оди понатаму. Верувам дека министерот за информатичко општество и администрација ќе се осврне на нив во своето излагање. Граѓаните мора да имаат доверба во администрацијата и во институциите и да почувствуваат дека тие постојат и работат за нив и за нивните барања. Луѓето и бизнис заедницата плаќаат даноци, администрацијата се финансира од тие пари во буџетот и граѓаните имаат право на ефикасни, економични и пред се достапни услуги, што им го олеснува, а не им го отежнува функционирањето во секојдневието. Во делот на дигиталната трансформација може да се види унапредување, но важно е да се овозможи и унапреди простор администрацијата да работи во средина со дигитални можности и да биде оспособена да ги применува, со што ќе се постигне изголемен квалитет на услугите. Реформите
никогаш не постојат сами за себе, туку за сите во општеството и затоа е важно не само институциите, туку секој поединец и сите општествени чинители да се вложат тие да успеат. Сите стратешки документи во оваа област се делови од едно цело кое е успешно само ако така го гледаме и ако сите заеднички придонесуваме во реализацијата. Стратегијата за реформа на јавната администрација е тесно поврзана и со програмата за реформи во управувањето со јавните финансии 2022 до 2025 година. Програмата за одржлив економски развој и децентрализација 21-26, планот за забрзан економски раст 22-26, Националната стратегија за спречување на корупција и судирни интереси 21-25, со нашите определби за отворена власт и отворено владино партнерство, па со тоа јасно е и колку важни процеси ни се поврзани и ни зависат од тоа колку успешно и колку ефикасно ќе ја реформираме јавната администрација. Го поздравувам пристапот на Министерството за информатичко општество и администрација за вклучување на засегнатите страни при изработката на новата стратегија за реформа на јавната администрација, посебно што за прв пат се предлага среднорочен документ со важност од 8 години. А како влада и во програмата за работа на владата 2022-2024 година ветивме креирање политики преку зголемена транспарентност, инклузивност и партиципативност и во оваа насока треба да продолжиме да работиме. Добро е да се има предвид дека во процесот на пристапни преговори со Европската Унија, особено е важно да има видливо зајакнување на административните капацитети на органите на државната управа и дека за тоа е потребно и прецизно пренесување на правните концепти од европското законодавство на македонски јазик со цел постигнување исправен ефект и униформно важење на правото од моментот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија. Ова гледам дека е земено предвид во самата стратегија. Во рамки на овој процес потребен е и кадрски потенцијал кој што може да одговори на сите потребни обврски и мора да се пристапи кон зајакнувањето на човечките ресурси. Ова прашање за кадровските капацитети посебно го нагласувам, бидејќи само со стручен пристап може да создадеме и стручна администрација. Советот за реформа на јавната администрација има за цел следење на постигнување на целите поставени во стратегијата за јавната администрација и јас уште еднаш овде би сакал да повторам дека мојот пристап на работа е базиран на мерливи резултати и врз овој принцип на работа ќе продолжиме и да се состануваме. Во овој момент кога ја финализираме стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030 година со акцијскиот план што треба да биде усвоен од владата, од која што ни зависи задоволството на граѓаните и на деловната заедница, како што кажав, од институциите кои што тие ги плаќаат, како и напредокот на евроинтеграцијскиот пат, апелирам на максимална одговорност и посветеност на сите. Очекувам да видам прецизни мерки и резултати во утврдените рокови. Членството во Европската Унија е наша државна стратешка цел и сите имаме обврска да дадеме максимум во остварувањето на таа цел. Економскиот развој на државата и квалитетот на услугите од институциите е наша граѓанска потреба со што Европа ќе ја живееме дома. Функционирањето на државниот систем е огледало на луѓето и на институциите во една држава. Нема недостижна цел, па затоа сите на работа и да воспоставиме ефикасни европски институции со профил на европска администрација и да оствариме видливи, применливи и одржливи резултати според европски стандарди за да постигнеме и европски квалитет на живот. Ви благодарам што сте присутни уште еднаш.